Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Многу ни е жал што моравме да прекинеме на прекрасна песна која одеше пред овие избори, ама што е тука е. Ивица, добро утро. Добро утро. Те молам да го представиш нашиот гостин од ово утро. Нашиот гостин е во моментов политичар, а инаку славен и прочен новинар Зоран Димитровски, генерален секретар на Демократскиот сојуз. Меѓутоа, покрај условно кажано својата политичка глава, тој ни треба тука како еден од водечките аналитичари и познавачи на изборите и на политиката во Македонија. И веднаш да отвориме, Жоро, одиме со твоја оценка на резултатите од вчерашниот изборен ден. Добро утро. И медија срез, ајде. Прво поздрав до вашите слушатели. За многумина овие резултатите од изборите беа шокантни. Меѓутоа, искрено да кажам, за мене беа во голем дел очекувани, затоа што уште пред година дена трендовите беа јасни. Планирањето на СДСМ, значи во многу анкети кои што беа правени, дури дава некои 150.000 гласа дека таа партија тежи. И ова го имаше во медиумите, го се објавуваше, се анализираше. Ја не знам од каде очекува, веројатно бидејќи беше прв круг на председателски избори, па очекуваа дека Стево Пендаровски би можел да додаде нешто во оваа смисла. Фактор изненадување. Не фактор изненадување, дека затоа што Стево Пендаровски на минатите избори беше исто еден така граѓански кандидат, подржан од СДСМ, не дојде од редовите класично на СДСМ. И како не дојде предходно беше пратеник на СДСМ? Не е спорно, ама сакам да кажам, тој донесе дополнителни гласови од шарена револуција, од структури кои што се граѓански и така натаму. И тоа се очекуваше. Меѓутоа, за да ги очекувате тие гласови, требаше да има и мандатот на Стево Пендаровски требаше да биде исполнет со некаква собствена агенда. А ние видовме дека агендата на СДСМ и на ДУИ беше следена до крај од страна на Стево Пендаровски и дека тој со ништо буквално не придонесе да се одвои од таа матрица. Сега СДСМ, односно Стево Пендаровски има точно во овој момент досега преброените, фалат уште 3 избирачки места, веројатно овие од странство, на 99,91% од преброените гласови. Стево Пендаровски има 180.500 гласа, односно 19,92%. Гордана Силјановска веќе проби 363.086, односно 40,08%. Оно што го видовме на сите анкети предходно е дека Стево Пендаровски беше со колку проценти над СДСМ? Беше со чекај. Со 4-5. Не. 20 на четвртина над СДСМ. И се ајде пресметаме четвртина, ако е, значи они треба да одземеме уште 42.000 гласа. Значи они би дошле на 138. Да, мислам сега пази се ова. Добро, добро. Но сега па да тоа зависи од излезноста, нели? Но зависи. да бидеме искрени, Стево Пендаровски па беше излезе дека беше и преценет на овие избори. Апсолутно. Така што... Мислам дека веројатно малку искривено јавното мислење во смисла на тоа дека и очекувањата беа поголеми, но пак велам, кај Стево Пендаровски постоеше тренд и во кампањата, ако се сеќавате, на почетоците, тој се одвои од СДСМ. Комплетно, затоа што веројатно советниците негови така го, односно тоа му бил советувано во кампањата, да направи еден различен имидж, да се одвои од СДСМ, кој што тоне, и дури имаше забелешки од тие структури кои што се провладени, дека на тој начин ќе се од една страна може да се спаси и кампањата на СДСМ ако Стево Пендаровски отиде над таа бројка, па беше представуван како. Ако он вреди 180.000, колку вреди тогаш СДСМ? Па затоа велам, значи ако СДСМ тоне, он не тонел, а вреди 180.000. Значи затоа велам дека СДСМ се проценуваше на 150.000 од прилика. Дека толку тежи таа партија. Дека веројатно максимум 150.000 дека може да биде. Ќе видиме во вториот круг, односно на парламентарните избори, затоа што сега пак
се очекува поради овие трендови, Уште еден бранд. поради растот на знам, кој што нели служи како мост за спасување сега на оваа структура од СДСМ. Многу гласачи ќе препознаат, многу гласачи клиентелисти. Да бидеме објективни во однос на знам, Максим Димитриевски имаше значително повисок рейтинг во однос на рейтингот на знам. Прашањето е дали знам може да ги очекува овие гласови на парламентарни имаше за избори. 50%. Пака, има неколку проблеми со тоа. Прво, знам нема структура, тоа е факт. Значи, Има, тоа е бивша структура на СДСМ. Не, сакам да кажам, нема, он информира комитети секаде, тоа не е спорно, во повеќето градови, меѓутоа, сврста партиска структура со мрежа на гласови кои што вие можете да ја контролирате, да ги имате бројките. Овие не се, да, тоа го немате, но има еден популизам кај еден вака видлив популизам кај господинот Максим Димитриевски, кој што од една страна оди на она идеолошка матрица, асномска матрица на СДСМ која што има национална нишка и која е изгубена од друга страна кај ова СДСМ кој што во раководство на СДСМ која се претвори во ултралиберална политичка секта и промовира некакви политики кои што буквално не резонираат со најголем дел од гласачкото тело на СДСМ. И сега ова ќе биде препознаено од нив, од друга страна од таа идеолошка структура и очекувањата на луѓето и од страна на луѓето клиентелисти кои што го препознаваат знам како партија која што ќе биде дел од новата власт, да се очекува и велат на тој начин нели ќе бидат задоволени и некои наши условно речено потреби нели како членови. Но велам тоа се коси од друга страна со кои се можностите таа партија реално да се организира на терен и доколку има поголема излезност особено во вториот круг, како тоа ќе се одрази во Донтовиот модел во прераспределба на пратенички места. Значи сега симулациите му даваат на Максим Димитриевски 10 нели пратенички места. Значи дали тоа може да се реализира баш така или ќе пропадне? Морам да ви кажам да што стигне СДСМ. Има една ситуација во која денеска излегува конечно гласовите од ДКП, овие што се од странство дипломатско-конзуларните представништва и сега порталите блиски до СДСМ вадат наслови. Пендаровски победил 3:1 во Вашингтон. И сега ги гледам резултатите. Пендаровски има 13 гласови, Гордана Силјановска има 3. Знаете што? 4:1. Јас видов и во Брисел слични резултати, таму гласат во амбасадата. Да. И тоа се обично вработените во Министерството на външните работи, кои што се испратени, те се членови на СДСМ и така натаму. Да. Види, така што во Брисел се држи Силјановска да ги најдат таму во Маровците во амбасада. Таму се 26 наспроти 19, Бујар Османи 5. Добро, са некои живеат таму се, не се. Имаат и 5 Билјана. Имаат 5 Билјана Ванковска, овие 5 у Брисел, предпоставам дека се Тања Милевска и мајка и не, они може си и за Максим Димитриев. Не, Тања Милевска е против ова раководство на СДСМ. Па затоа вика били се за Билјана Ванковска или се за Максим Димитриевски. Може и за Силјановска да се. Шегувам, нормално поздрав до сите од Брисел. Тоа посебно не им вадиме на никој проблемот со гласањето на диаспората е сериозен затоа што прво знаете дека треба да има пријавување за тоа гласање, значи многу од нашите што живеат таму треба да се пријават, второ треба да патуваат до амбасадите, не живеат сите во Вашингтон и не живеат сите во Брисел или евентуално во конзулатите наши во Њујорк. Чикаго, каде имаме конзулат. Мора да пофалиме дека во Љубљана има мртва трка помеѓу Гордана Силјановска Давко и второ пласирана е во Љубљана Билјана Ванковска. Добро, тоа се може би резултати забавни за публиката, меѓутоа проблемот е сериозен. Ако сакаме ние диаспората да гласа на вистина, тогаш треба да ја возможиме начин како тоа, нели, ние не сме се уште дигитализирана нација, не можеме онлайн да гласаме. Јас мислам дека треба како американците, не како американците. Гласање по пошта. Не, да воведеме две категории. Значи една е класична диаспора, луѓе кои што се иселени, кои што таму живеат. И тука треба
да бидеме искрени, интересот нивни за гласање е мал, затоа што тие гласаат онаму каде што живеат. Тоа ги интересира. Тоа е логиката. И имаме она, сега треба да најдеме како да го преведеме на македонски, она експатс, значи некој кој што е со адреса на живење, со даноци, со стан во Македонија, но Има многу такви. работи некаде, времено и така натаму. Времено Таквите е, ама се по неколку многу, години. Да, По знае да неколку биде по години, неколку години. Таквите се многу, тие се заинтересирани да гласаат, затоа што тука им е имотот, тука им е животот Да, и но така Ивица, натаму. роднини. И сега, овие две категории не се исти. Пазете, некој што е иселен, некој што е 10 години некаде, он не ги знае луѓето кои се овдека во Македонија, не знае зашто станува зборува на нашата политика. Така е. Оној кој што е, да речеме, на година дена некаде на работа. Друго е, он се враќа овдека. Да, но продолжува животот. знаеш што е така проблемот? натаму. Да, што? Кај нас упорно не сакаат да се воведе оваа шанса за диаспората со едно мислење дека која диаспората гласа, сите тие се ВМРО. Гласаат за ВМРО, И да. за дуи, Тоа е една И за дуи, не заборавај. само да ви кажам, тоа е Тоа една е еден мит кој го има. Тоа е мит. Тоа е мит и мислам дека е предрасуда. Зошто? Затоа што вие имате и нова диаспора сега, затоа што знаеме во изминатиот период многу млади се иселија. Да. И сега тоа може да се види и по некои гласови кои што гледате сега за Ванковска, да речеме многу млади кои што гласале за левица. Од друга страна, јас слушам од структурите на левица, некои луѓе велат дека за нив најголема штета во овој изборен процес е тоа што се одвива во мај, каде што многу млади веќе крај на април и во мај се заминати на работа во Хрватска. Ви знаете колку илјади млади заминуваат да работат во туризмот. И тие, тоа се отприлика, они очекуваат дека се тоа нивни гласачи, нели? И дека има логика, и да, дека има логика и дека со тоа им е нанесена на некој начин штета. И објективно се зборуваме се А тоа се луѓе кои што се сезонски работници. Има логика, има логика. Знаеш, тоа е една група која да, навистина, веројатно има таму некој процент гласови за левица, затоа што станува збор за прво. Диспропорционален од Луѓе кои Да. луѓе кои доаѓаат од оној, како да го кажам, урбан пролетаријат. Так, Некои так. луѓе Па е, кои затоа велам, идат да работат у Хрватска сезонски, да заработат некоја банка. образование, но едноставно работат една честна и исправна работа и левица да се обраќа на тие луѓе, многу убаво забележано. И сега тука, извинете само, во контекст на тој резултат што го постигна госпоѓата Ванковска, значи многу мина од една страна, затоа што нели гласачите на левица се навикнати според однесувањето на господинот Апасиев, кој што нели вака еден тип кој што е агресивен, кој што промовира одредени политики. Ние имавме Ванковска која што не отстапи од идеолошката матрица на левица, нели против НАТО, против ова за некаков светски пролетаријат и така натаму, нова матрица на менување на работите, меѓутоа таа порака, таа не ја пренесуваше, бидејќи е професорка, не ја пренесуваше на начин на кој што тоа го прави, да речеме, Апасиев, нели? Уште малку Со скандали. уште малце ќе прославиме 100 години од смртта на Ленин, кај има таму И во нова- суштина мислам дека ново тоа го нешто намали, во тоа го намали Стварно не знам. очекуваниот резултат за левица. Тоа ние го зборувавме, значи промашија порака, ти го промашија кандидатот. Тие две. Значи со сета почит на професорката Ванковска во смисла на незиното апсолутно, професорско ова, никој не го спорите. но велам од политички аспект гледано дека ја промашија. Забораваме една работа. Значи јавна работа не значи политичка работа. Мора Тоа е тоа. од режија ми јавуваат, мора да одиме со кратка пауза за реклами. Да, еве што туку проверив, точно 100 години од смртта на Владимир Илич Ленин се годинава, 24 година, и точно 100 години по неговата смрт, некој мисли дека неговите политики може да ги промовира овде, иако тоа не функционира буквално нигде на планетата Земја. Се враќаме назад во Радио Лидер. Иако не ми се не избори многу за левица, но еве ќе ја проанализираме затоа што почнавме пред рекламите. Димитровски, јас сметам дека најголемата грешка на левица во оваа кампања е тоа што тие тргнаа да се докажуваат дека се поголеми патриоти од ВМРО. Не, тоа ако гледате, тоа сите го прават по инерција, значи и кај Максим е целото движење слично направено.
патриотизам, на национална нишка. Да, ма он не го мери, знаеш. Да, ние сме- не го мери, А тој они се го враќа мерат. на таа, нели, асновска матрица, затоа што е изворно тама во СДСМ тоа. Кај левица, затоа што левица ако е една идеолошка партија која што нели се промовира како интернационализам и така натаму, најмалку треба да игра на некаква националистичка матрица. И сега многу тешко е споив тој трката со ВМРО ДПМН со патриотизам, затоа што патриотизам нели забегува во национализам и така натаму, и тоа не е за тие луѓе, тоа не е фактички природно за нивните гласачи. Не го чувствуваат како природно. Од друга страна имате пораки нели негови на гробот на Енвер Хоџа и така натаму, кој што па воопшто не може да се одвестува, затоа што вие величате еден албански националист кој што не е у суштина интернационалист и по македонското прашање како се однесува. И сега сето тоа влијаеше веројатно левица да нема да не резонира добро со гласачкото тело. Да видиме како е движењето на левица. Но морам да напоменам нешто друго. Левица сепак има да речеме за разлика од Максо, толку има направено некаква структура изминатиот период. И мислам дека тие ќе се обидат на терен да го зголемат бројот на гласови што го добила Ванковска. Но таа структура имаше еден проблем, тоа беше еден раскол. Имаше и расколи, Не беше некој голем раскол, но еве се на пример во аеродром на локалните избори има 5900 гласа, скоро 6000. Сега има 3900. Значи 3000 гласа помалку. Еве една анализа на нивните резултати. Парламентарни избори 2020 година ти имаат околу 37.000 гласови. Локални избори веќе стигнуваат до 51.000, на листи изборуваме. Сега парламентарни председателски избори прв круг имаат 41.000. Значи квантумот на гласови им е намален за 10.000. Ние овде кога сондиравме, кога ги меревме и споредувавме кандидатите, констатиравме дека Билјана Ванковска е нешто пониска од левица, беше за некој 1%. Тоа е веројатно и одговорот. Доколку не, за 2% беше така и 5% беше. 5% пониска од левица. Да, меѓутоа пази се, да не забораваме. Третина од нивните гласачи велеа ќе гласам за Силјановска. Сега во овие 360.000 колку се тие? Пази се. Ама не. Третина од гласачите на левица, не третина од овие 360.000. Сега на парламентарните? Како не? Од тие 360.000, во тие 360.000 се вклучени и третина од гласачите на левица кои што велеа дека нема да гласаат за Ванковска. Да, но не се тие третина од 360.000. Не, може се ако се третина од 20.000 се 10-15.000. Па тоа го зборам. Значи добро. Се ме свати што сакам да кажам, добро. Тоа значи дека Билјана Ванковска негде ги искусила, сега тоа баш така не можеш да го процениш. Еве, ќе кажеме дека најмалку за 6-7.000 гласа ги искусила левица. Веројатно. Но сега по они имаат еден друг тренд кој е проблематичен за нив помеѓу првиот и вториот круг. А тоа е дека од овие резултати се гледа дека левица не може да биде сериозен фактор. Зошто некој би гласал за некој кој бегаат од партија која што не може да биде дел од власт. Од предпоследниот бегаат. Меѓутоа, тие сакаат да го продаваат филмот дека нели не ги интересира власта. Тоа дури Апасиев јавно кажа, ние сега прво ќе го симнеме СДСМ, а после тоа ќе се концентрираме на ВМРО ДПМН да го симнуваме од власт и не ни е важно сега да бидеме дел од власт. Исто и тоа е лоша порака до гласачкото тело. Зошто еве секој гласач би се запасал. Значи вие го скусувате гласачкото тело на тој начин што му велите нема ја да бидам дел од власта, значи нема да одлучувам. Штом ти нема да одлучуваш, твоите пораки за тоа што би променил во политиката се едноставно безвредни. Јас нема да одам со некој што не мисли да биде дел од власта. Идејата на политиката е да победам и да бидам на власт. Он вели не сега, за некои наредни избори ќе се спремиме. И најважното, значи тоа се многу лоши пораки. Прашањето зошто ја би гласал за предпоследниот. Апсолутно, иако затоа мислам дека сака да е со победникот. Ако левица воопшто има намера било какво да го зголемува резултатот, единствен начин е да ја промени таа политика на дека се нихилизам еден класичен, ништо не чини, ама ние некој ден кога ќе доеме на власт се ќе смениме, зошто не сега, нели? Зошто некој ден? Тоа значи момент и упатувањето на пораки од треба да се вратат на својата идеолошка матрица, да речеме, против олигархијата, против нели
многу помалку теми кои што се врзани со светски некако поредок, ама на ниво на Македонија, да совет речеме. од Лјупчо Златев до Димитар Апасиев, доколку се е паметен Димитар Апасиев, ќе излезе на пресконференција утре и ќе каже: ние во вториот круг ја поддржуваме Гордана Силјановска-Давкова и ви најавуваме дека доколку на ВМРО му требаат нашите пратеници да стигнат до 61, ние ќе му ги дадеме, Апсолутно. но ќе ја контролираме таа влада да не Апсолутно. прави глупости. Така, Апсолутно. Димитар Апасиев ќе Се враќа, се враќа. Се враќа. Така може да се врати во игра. Така може да се врати. Јас ја кажувам. Видите, јас Неговата вештина А таа порака ќе прати Максим Димитриевски. најверојатно сега треба да почекаме. Ја ќе мислам, видиме за сигурно. Максим Димитриевски, тој се уште се бори за дел од нели од гласачкото тело председна СДСМ. Него му е тешко, он До сега треба мене- да балансира. Искрено Да. да кажам, Да. Овие не мора. Ако Овие не видовте мора, да. првата изјава на Стефчо Јакимовски, беше многу интересна во таа смисла. И честитам на Гордана Силјановска и посакувам среќа во вториот круг. На Стео не му. На Стео не. Да, да. Тоа значи дека е една обид, еве како би требало левица, на пример, да Да, постапи. да кажеш, а да не кажеш, да. Да кажеш нешто, меѓутоа сепак да е познато дека фактички ти го признаваш на некој начин поразот во случајот сега на ќе Стефчо кажам- Јакимовски и упатуваш без оглед што се работи за 7-8 луѓе Ама без разлика, Меѓутоа без секој разлика, Знаете тоа каде е почна политичка порака. растот во современото пост-груевистичко време, сега ќе го наречам. Откако СДСМ е на власт, каде почна растот на левица? Еве сега и ова е бесплатен совет до Димитар Апасиев. Само треба да има памет и да не е продаден на СДСМ за да го послуша овој совет. Или на тој. Или на Дуи. Неговиот раст почна во моментот кога Димитар Апасиев ја поддржа во вториот круг Гордана Силјановска Давкова. Која застана до неа на минатите избори во 2019 година, која застана човекот до неа и рече: јас ја поддржувам Гордана Силјановска Давкова. Ама не многу е како логично, тие се опозицијски двајцата биле факултет професори на И двајцата се. факултет. Значи, многу опози- долго Ако соработувале си и така. ти опозиција, ќе застанеш сега и ќе ја поддржиш Силјановска, ова ќе ја довлечкаш Иванковска до тебе, ќе речеш тоа е тоа, бевме ривали во првиот круг, во вториот круг сите сме опозиција, имаме Затоа велам. идеолошки разлики, но оваа власт мора да падне. Во тој однос на работите, Димитар Апасиев ќе биде препознан како сериозен опозицијски фактор и тогаш може да се надева и на плюс уште 10-20 Така е. илјади гласови во вториот круг. Значи тоа што е препознаено на овие избори, партиите кои што значи левица прво го напаѓаше многу сериозно и ВМРО ДПМН. И сега вие не можете, значи граѓаните тоа го препознаваат. Тие велат дека клучниот проблем на Македонија во моментов е режимот на СДСМ и ДУИ и тој мора да биде поразен на следните избори. Сите други опции кои што сакат можем да бидат неутрални, меѓутоа ги негираат и двете страни и така натаму, малку власта, малку опозицијата, нели ќе ја напаѓаме, сите ќе завршат лошо и таа порака првиот круг на претседателските избори ја испрати. Во однос на Максим Димитриевски, затоа што нели и таму ја имаме истата фактички истата левичарска на некој начин матрица, треба затоа што се борат за гласачко тело на левицата. Значи не без оглед што упатуваат и пораки национални, патриотски и така натаму, се борат пред се за гласачкото тело на СДСМ. Многу е важно затоа што таа партија исто така е без структура. Нели, таа допрва гради некаква структура. Го имаме популистичкиот лик на Максим Димитриевски, но многумина луѓе го препознаваат како човек што ќе го спаси СДСМ. И сега тоа е улогата која што Максим треба да си ја преиспита. Дали ќе го спасува СДСМ во едниот период? Дали ќе биде алтернатива на СДСМ? Во смисла на тоа да му го преземе членството, а да биде повторно дел од некоја владеачка структура, значи дали ќе биде, тој треба да избере, дали ќе биде дел од владата или ќе биде фактички новиот лидер на СДСМ. Јас мислам дека Максим Димитриевски избрал да не го спасува СДСМ, но ќе има притисок од новото членство кое што ќе му преоѓа од СДСМ, од клиентелистите и така натаму, па и од некакви други структури во СДСМ што се сега можеби наклонети кон таа страна во зависност од борбата што ќе се одвива во СДСМ, да го на некој начин да го повикаат тој да биде новиот лидер на СДСМ. Ивица,
ти често ми забележуваш дека сум претерано критичен кон левици. Некој си во право морам да ти кажам, претерувам во емоции, во занес, кога ќе тргнам со мојот антикомунизам. Претерувам се, стварно. Но еве, да те прашам, не беше коректно ова што го порачавме дека... Не, ова е добро. Види, они имаат еден слоган, нема влада без левица, ама него... Ама треба да го валоризираш, да го Ама нешто изгубиш, тоа да има го- валоризираш, така. чисто ставено како некаква флоскула, затоа што тоа него операционализираат тој слоган. Работат контра тој слоган. Точно право. И го говорат пропагандата што ја право ширате си, право контра си. тој Ама добро, слоган. видите, малце се ај да Да, се не е вратиме важно. на главна анализа сега, знаеш, на гледа. Главната анализа Има ли пат Стево Пендаровски кон победа? Тоа е прашањето за Зоран Димитров. Стево Пендаровски нема пат кон победа. Нема Многу затоа што категорично бе. затоа што ако вие не, ама сега што сериозно. категорично 180. Значи него му е јасно дека е приказната завршена. Проблемот е што тој се подпре на значи неговото подпирањето беше на СДСМ само. А СДСМ потона. Ако се сеќавате, значи на минатите избори прво со самата порака што ја доби од ДУИ дека нема да има поддршка, Добро. дека нема да има поддршка, значи на минатите избори имаше поддршка во првиот круг и на тој начин оствари победа многу тесна во првиот круг. Многу тесна. Нели за неколку илјади гласа беше. И со досието на СДСМ и тој веднаш му стана јасно и заради тоа се обиде да се одвои од таа кампања, па дури и да не го употребува своето презиме. Пендаровски никаде не стоеше само Стево, Стево, нашиот да. Стево. Некаква надпартиска личност која што треба да обедини одредени граѓански структури и дека не е тоа директно СДСМ. Но гласачите останаа исти, затоа што во текот на мандатот Пендаровски не одскокна од СДСМ, во смисла на потезите што ги влечеше. Напротив, ги аминуваше тие потези. Тој вели, нели, пропагираше во кампањата дека секогаш ги критикувал и оние, зборувал против криминалот и така. Реторички може да правите што сакате, меѓутоа потезите што ги влечете во смисла на подпишување на оние закони кои што беа контроверзни во, да речеме, за кривичниот законник и така натаму, каде што евентуално една структура на која што тој би сакал да се подпре, нема правда, нема мир, буквално му заврте грб. Значи, вие не можете да очекувате да им простите кривичните дела на една плејада на луѓе против кои се борела шарената револуција, а да очекувате од нив гласови. Зошто? Затоа што е тој некаков прифатлив лик. Напротив, јас мислам дека луѓето препознаа и во госпоѓата, во професорката Силјановска, затоа што доаѓа сепак од една урбана граѓанска средина која, значи, жена, образована жена со многу, со меѓународен углед на некој начин, видоа, препозна лик кој што нема да биде класичен партиски играч во следната во нејзиниот Ајде играме председателски мандат. весела математика. Ивица, колку според тебе, колка ќе биде отприлика според тебе излезноста на наредните избори? Ако е сега 50%, 49%, значи може да иде 54-55%. Така? Мислиш сега на вториот круг? На вториот круг. Не, на парламентарните избори фактички. Не на вториот круг, затоа што тука па има друг проблем, дали сите ќе земат ливчиња и така натаму. за вториот круг. За парламентарните Може да избори. ти е 55. 55% во вториот. Може да така? отиде. Мислиш за председателски? За или председателство. Значи може да отиде. Да. Жоро, Јас мислам дека сега ќе си играме весела математика. Јас мислам да. дека некои луѓе по инерција или по задача нема да земаат ливчиња. Тоа не значи дека ќе има опасност да пропаднат изборите, затоа што мислам дека пред се Дај некој процент сега. пред се македонското гласачко тело, ако треба дури и без албанци ќе го изведе цензусот, но процентот кој што го очекувам на парламентарните избори е некаде да порасне за 5%. Значи, ќе ставиме дека пак ќе биде 50% излезноста, може? Па не, јас мислам дека ќе биде повеќе. Ќе биде не, повеќе за, затоа што за парламентарните, Сигурно ќе за биде председателските зборувате. председателските. Аха, за председателските. Да земеме 50%. Не. Па може и да порасне за некој бреј. Ај 53. Стаи 45. Ајде, пута 50. Да падне? Не, за парламентарните стави 55. Не, сега збориме за председателските. Колку да ставам според тебе? 45. Јас мислам дека може 45%.
Добро. Тоа значи дека ќе излезат 816.442. Со оглед на тоа дека во првиот круг најпрецизна беше анкетата на Market Vision, ќе се согласиме, Ивица? Да, Така? да. Анкетата на Market Vision вели дека значи Head to head. двајцата, Стево Пендаровски има 25,5, Гордана Силјановска има 32,2. Ајде да ги тргнеме од математиката, овие не знам како се тргаат, за да дојдеме у проценти. Кажи ми, еве го имам тоа. Кажи, кажи, ајде. Значи, Кажи, еве го пред мене. Имам тоа, ајде. од Market Vision го имаш у Excel. Го немам, други ве ги имам, ајде. Значи, Кажи 32,2, кажи излезност, кажи излезност. 32,2, Не, излезност само кажи. 25,5. Кажи само излезност. Излезност 816.442. Не, кажи у проценти. У проценти 45%, твојата излезност. Добро. Окей. Некој Идеме исто 2,7 неважички. Исто. Исто, да. Добро. Не, бе, качи ги на 3,5. Пошто ќе има некој Така има кешкрта, да. Да, стаи 3,5. Добро. 5, добро. Оп. Заплика требаше да ставам. Шо те интересира се? Значи, Силјановска има 32,2 според Market Vision, а Стево Пендаровски 25,5. Добро. Колку гласови ќе има Силјановска, колку Пендаровски, според ова? Чекай да има. Па над 500 ќе отиде Силјановска, овој ќе отиде околу 250-70. Ке има... Ова се најдобрите, односно ова се минималните гласови кои може да ги освојат во вториот круг. Вака, да ви кажам сега. Значи, ако ги гледате сега гласовите на Силјановска, 360.000, така? Сега колку може да пораснат тие гласови? Најмалку 100.000. Значи, прво имате еден дел од гласачкото тело, значи на Максим Димитриевски. Може би не сите, но еден добар дел. Гласачкото тело на Максим Димитриевски мислам дека не може да гласа за Стево Пендаровски, затоа што очигледно не се согласува, дури и да им е поприфатлив ликот на Стево Пендаровски од СДСМ, Ковачевски и другата ултралиберална секта, тие сепак не ги поддржуваат тие политики. И во таа смисла или нема да гласаат, да речеме ќе шкртнаат, ќе земат ливче, нема да земат ливче, или ќе гласаат за Силјановска. Во делот на левица слично. Во делот кај албанските партии, кај партиите на албанците, мислам дека еден дел можеби не може да се очекува многу луѓе да гласаат за Силјановска, мислам мнозинство, но може да се очекува особено кај Влен една структура доколку тие нели планираат, знаеме дека сакаат да бидат дел од власта, да ја поддржат и Гордана Силјановска. Може би се тоа 2-30.000 гласачи, еден дел, барем 1/3 од тоа гласачко тело. Во оваа смисла, она што ти го кажа претходно, околу 100.000 гласачи може да се соберат на контото на Силјановска, дополнително во вториот круг, кажа што би дошло до 150. А може сега нешто друго да ти кажам? Ги забораваш едни други гласачи. Тоа се, сега ќе кажам пример. Во некое населено место има луѓе кои биле во изминатите години СДСМ само поради тоа што ги вработиле. Такви знаете колку има во држава. Да, па добро, тоа е сега тие луѓе во овој момент им завршува договорот со СДСМ и за жал, пошто не е таква политичката култура во земјата, мене ми е жал што е така, но така е. Тие луѓе сега ќе гласат за да не ги изгубат работните места од идната власт. Да, имаше едни такви што ќе скокаат на другата страна. Кој што би скокале кај Максим Димитриевски во смисла на глас, но и во ВМРО. Но и во ВМРО, односно и кај Силјановска и така. Имаше една друга групација која вика што ќе гласам ја у прв круг и така ништо не се погодуе. Мислам нема да се одлучи. Така да гласаат во вториот круг. Имаш такви кои едноставно сакаат да се победникот, а има такви кои сега едва и чекаат да речат сега да ве докрајчам вас, затоа што ми е преку глава. Да. Јас сметам дека Гордана Силјановска Давкова може да ги повтори види, во многу голема мера
резултатот во првиот круг е реприза на Не, дури Ѓорги може да Иванов, биде дополнително Љубомир потикнат. Данилов Фрчковски. Колка беше разликата меѓу нив двајца во првиот круг? Па не беше, чекај. 200 и колку имаш? Еве ми го, еве го. 206, така мислам. 10. Ајде. 345 на 202. Добро. Ова Ова прилика го надминува. го надминува, не Ова не го прилика него многу го за надминува. 40.000 гласови. А во Тогаш, вториот круг? Колку имаше Џоле во вториот круг? 453, а Фрчко имаше 264. Овие 453. И доста е. Толку треба за да биде успешни Да, толку избори. треба, Овие меѓутоа чет- може да оди над тоа. Да. Овие овде. 454 Затоа што се 180 сепак е се сева. минимумот на Гордана Силјановска, а Фрчко имаше 260, така? Да. Знаете Сега што? 240, Очекувањата 230 на кампањата се- на Пендаровски беа дека најголем дел од албанците ќе гласат за него во вториот круг. Сега ќе имате кај албанците една фактички знаат дека не може Стево веќе да победи. Значи друго ќе беше да била разликата некои 40-50 илјади и Па и така 100 да била пак има. Па и 100. Меѓутоа, сега со 180.000, најголем дел од граѓаните, сега не зборувам за политичките структури, тие може да имат разни калкулации, но немаме такво послушно гласачко тело освен кај клиентелистика и дуи. И било какво насочување сега нема да има во таа смисла. Затоа мислам дека гласовите за Стево Пендаровски нема да пораснат нешто Ги драматично. дискутираме обаче. Дури ќе има луѓе од СДСМ кои што едноставно ќе речат по овој нема шанси никакви да победи, зошто би гласал. Мора да правиме пауза. Мораме ли? Пауза за реклами. Враќаме назад во студиото на Радио Лидер со нашиот гостин од ово утро, Зоран Димитровски, Жоро. Жоро, ти си ај пред да ги коментираме, ќе ги оставиме албанските политички партии за крај, нешто друго да прокоментираме. Ти си професор, нели, предаваш новинарство на еден од институтите во Скопје. Тоа е важи за еден од поголемите занаетли во областа на новинарството и да бидам искрен, многу ми е жал што влезе у политика, сега да ти кажам вака искрено. Сметам дека политика е малце за луѓе со пониска точка на топење од твојата. Сега да бидам вака искрен. Малку и те простор критикувам остана- и ти ласкам Малку простор остана во новинарството и малку леп остана во новинарството за жал. Освен оној леп во новинарството кој што е врзан со крупни политички партии, па нешто вие тука да добивате некако ако делче. може да го исправиш инаку- малце поблиску. Така. Инаку за вистинско новинарство, нели, ви треба да имате сериозни донатори кои што ќе сакаат тоа да го помогнат и Или така пак натаму. сериозен пазар кој ќе Или може... сериозен пазар кој што го нема во Македонија. Ние го за жал. немаме ни едното, Но, ни другото. Прашањето, знаеш прашањето. што ми е? Во СДСМ во моментов има еден наратив дека тие губат ради медиумите. Медиумите кривеле Тоа е глупост. перцепција анти-СДСМ и дека они не биле така лоши. Тоа име ни сега наративот, они не биле така лоши, ама сите медиуми биле против нив и тие што порано ги поддржувале сега биле против нив и тие стандардно што ги критикувале цело време биле против нив и они немале што да прават и изгубиле поради тоа, не ради тоа што Да, лоши политики има. тоа е таа приказна која Ковачевски уште од времето на францускиот предлог се обидуваше да ја пласира во јавноста, дека во суштина се работи за перцепција и медиумска хистерија, опозицијска и медиумска хистерија. Ние имаме одличен предлог, ама бидејќи сите го напаѓаат и граѓаните им поверуваа во тоа. Тоа е, значи, прво третирање на гласачкото тело, односно Тоа на граѓаните Сега да како ретардирани, дека ништо не разбираме. Па еве, сте го прочитале ли вие францускиот предлог? Прочитате го, супер е, одличен е и така И натаму. ти го читаш, И ти го вадиш читаш, тука гледаш и дека се- кај се сите гледаш дека проблеми е во него. катастрофален и ужасен и така натаму и тој ве убедува дека е добар. Значи, приказната дека со медиуми се добива гласови и така натаму е само делумно точна. Ако вие немате резултати, односно прво граѓаните кај вас препознават, видовме по овие анкети на што ги правеше и Институтот за политички истражувања, ИПИС како се вика, дека клучните прашања за кои што се загрижени се граѓаните се или економски, или се овие поврзани со борбата против корупција, организиран криминал, судство кое што е
комплетно работи за политички олигархиски интереси на партијата на власт и така натаму. И тоа се прашањата на кои што оваа власт ги загуби изборите. Значи, дури прашањата за европски интеграции видовме дека се некаде на последно место за кои што заинтересирани. И тие пораки кои што ги упатуваше власта, дека нас ни е битно сега, нели, дали ќе Влеземе или нема да влеземе во Европа, во која што прашање е дали и кога ќе влеземе, тоа граѓаните не го препознаваат. Во однос на медиумите, јас значи многу често говорам, вие значи не можете да создадете лажна слика во јавноста и таа да ја контролирате постојано. Можете, но за тоа ви треба, Гебелс вели, кој што е, нели, татко на таа приказна за пропагандата и за лагите, вели дека лагата треба да ја фактички ја пласирате, меѓутоа морате да ја контролирате на ниво на држава, вистината никогаш да не излезе. Значи, ако имате таков контролен механизам, Тоа значи, не може државен контролен, тоа можете во нацизам само. Значи во една структура. Тоа дури ни Владимир Путин не може да го направи. Има едно 30 на медиуми кои се сериозни. Ама не денес имате технологија која што има дигитални медиуми така натаму. Невозможно. Вие имате сајтови руски во Лондон регистрирана. И Хитлер не може да. Не може затоа што можете во едно такво општество на нацизмот кога нели медиумите биле Гутенбергова галаксија и што можете се да контролирате. И Гебелс тоа го вели. Значи вистината е нашиот најголем непријател. Значи тоа го кажува Гебелс. Не смееме да дозволиме вистината никогаш да допре до луѓето. И сега, ако вие имате во една држава контролен механизам да сопрете вистината да излезе, тогаш може медиумите да играат сериозно, нели со медиумска хистерија, односно со лага, како што велат овие, вие да создадете перцепција. Воспротивно, ако имате елементарно слобода на медиумите, каква што се фали СДСМ дека има во Македонија, тогаш нема вие што да зборувате за било каква хистерија. Имате можности вашите пораки да ги упатите до граѓаните. На крајот на криштата не е се во упатувањето на пораките. Проблемот е пораките што ги упатувате мора да резонираат со вистината, со реалноста. Жорим за тебе на подпрашање. А реалноста е таква каква што е грда и црна и тоа граѓаните го препознаваат и затоа се овие резултати, а не заради медиумите. Добро, во право си за тоа, меѓутоа се една теза која што ја вчера ја изнесов на едно гостување во ТВ Алфа, велам дали во наредните 2 недели се крши судбината и на СДСМ и на Стево како политичар, во смисол ако решат да влезат со срце, без разлика на резултативе во кампањава, да дотераат до крај, до невозможат дуи да ги реализира своите пеколни планови да влеземе во уставна криза, сепак од една страна ќе покажат живот, од една страна ќе видат како треба да се реформираат, а Стево Пендаровски на тој начин барем еднашка президенцијално во целата своја кариера ќе се однесува ако влезе така страшно да овозможи сепак Македонија да не влезе во уставна, во институционална криза. Мислам како тезава како јас мислам и го очекувам тоа, иако видовме совети од разноразни душегрижници, квази новинари и така натаму луѓе кои што одат на радикализација на таа приказна, во смисла ама сега нема да избереме председател, да ги советуваат да бойкотираат. Видовме дека ВМРО ДПМН е во 2019 на претходните избори имаше исто сериозни луѓе пишува дека треба да бойкотира. Љупчо Георгиевски се раздели со Никола Груевски затоа што Љупчо бараше бойкот. ВМРО никогаш не посегна по бойкот. Бойкот на избори докажано е и во политичката теорија, кај сакате и во праксата, дека ништо добро не и носи на партијата која што го прави бойкотот. И сега, меѓутоа, овие луѓе очигледно тие што ги советуваат, не само што не тие сакаат, нив им е битно да се сруши приказната, нели, на ВМРО ДПМН, односно да и наштетат на државата, да ја воведат во некаква институционална политичка криза за разврска, а од тоа СДСМ не може ништо да добие. Значи да направат само штета на Македонија во суштина. Одма да ви кажам, и во тоа сценарио ВМРО ДПМН ќе има председател на државата, само
нема да биде Гордана Силјановска. Зошто? А зошто да не биде Гордана Силјановска? Не, па не е пратеник, не може да ја изберат за председател на собрание. Ама не, Затоа вие зборувате за избор во парламент. Не, тоа нема да, до тоа не може, Тоа нема да може дојде. да, До тоа нема да треба дојде. Две третини кои За тоа треба никој- 80 претеници. Вие немате 2/3, ќе ги имавте уставни измени, ако И имавте сега, 2/3. што ќе се случи е во тоа сценарио. СДСМ да речеме одлучува да ги бойкотира изборите. Доколку ги бойкотира изборите, тек тогаш ако сега зборуваме дали ВМРО ќе има 55, 56 или 59 пратеници или може би у некое кој знае какво сценарио ќе стигне до 61, тогаш ако СДСМ ги бойкотира председателските избори, шансите ВМРО да има 61 пратеник Се се многу 99,99%. И сега, со 61 пратеник, ВМРО ДПМН ќе си има собрание кој ќе го контролира, ќе може да стави кој сака председател на собрание и тој кој сака председател Ќе на биде собрание привремен ќе биде вршител на должност на Да, председател на Не, републиката. токму затоа види оваа дилема додека мислам дека- доаѓавме овде ја разрешувавме со Мислам дека дури на ВМРО и не пому одговара. Не. Му Не е нема да добро. му наштетат на ВМРО. Ако сакаат да му наштетат со ова на ВМРО, ќе му направат но ќе услуга. наштетат на демократијата на Македонија. Мислам Е, дека тоа да. рационалните сили во СДСМ, кои што се уште мислам дека Ја овде ја постојат, прашав вчера. затоа што ова станува збор за совети на маргиналци. Значи совети, иако некои можеби има евете и условно речено и професори и така натаму, И нели, угледни егзибиционисти. имиња, екзибиционисти, кои реално не ја согледуваат состојбата, затоа што реалната состојба е дека Ова ја што приказната кажам. е завршена. 61 за ВМРО ако сакаат да му дадат слободно. И ќе направат и нас проблем. Мислам дека Ма, повеќе мислам ќе му дека дадат. Да, може и кај- 70 да. Тоа нема да биде прифатено пред се од Стева Пендаровски и од неговите, затоа што тој има колку толку има некаков собствен тим во кампањата и така натаму, не е Жоро еднаш не е дискутирав, класично зошто тој партиски човек воден. Уопште прифати да биде кандидат. Па ако се сеќавате еве и ние и како политичка партија ми советуваше писател Трајанов дека не треба да прифати, треба да се повлече. Ама не, може да изборите. изигра. Од Немаше почетокот. кандидат, може да Меѓутоа изигра. тоа е храбра одлука, вие знаете дека имате од прилика однапред изгубена битка, а се кандидирате затоа што мене не ми се допаѓа, па да речеме не знам Бранко Црвенковски се повлече на оние избори, не се кандидираше. Повтор пат затоа што знае дека ќе изгуби. И тоа не е во ред. Значи добро е да влезете во политичка битка, меѓутоа добро е во таа битка да останете до крај и во таа битка да значи да не ги прифатите тие неразумни повици за бојкот. Ја мислам дека тоа ќе се случи. Па затоа што ако ништо друго, тоа на СДСМ треба да му помогне. Замислите СДСМ да упати порака да ги бойкотира председателските, а да се гласа за парламентарните избори. Каков резултат ќе има на парламентарните СДСМ? Тоа гледате го тој агол. Да падне под 100.000, да дојде на ниво на ДУИ. Нели? ДУИ сега се фали дека па може да стигне. стигне. Го направат, тоа ти е де факто. Значи ќе тие ќе се сведат и онака нели ги таа повторно ќе речам ултралиберална секта ќе се сведе на огранок на ДУИ во таа смисла. Значи ако се случи бойкотирање на изборите, и тие тоа го знаат. И тие сега ќе гледаат да го максимизираат колку што можат повеќе резултатот за партијата, затоа што Стево Пендаровски нели заврши неговиот мандат, толку е, не може да добие политичката битка, но да може да ги со однесувањето кое што би било рационално и упатување пораки кон своите гласачи, колку толку да се обиде да го мобилизираат гласачкото тело и да добијат пред изборите, пред првиот круг на председателските избори, СДСМ имаше некаков биолошки максимум од 34 пратеници. Тоа беше најпозитивното сценарио за нив. Така беше Ивица анализирав. Да. Сега најпозитивното сценарио е 25-6. 26. 25-6. Значи, зборуваме, види. Еве, ајде им дајме поголема шанс Ивица. Ке кажеме, беше 35, сега е 30. Може така? Не, мислам дека тоа нереално е тоа. Ама сега, тоа за да дајме простор да трчаат, па сега може да стигне до 27, при им дадеме да не ги дисквалификуваме толку. Максимумот кој во овој момент го има СДСМ, за жал, е негде 26-7 пратеници. Значи вака сега, ако Стево Пендаровски имал 180.000, мораме да бидеме свесни дека во тие гласови има 20-30.000 кои што се дополнително негови. Да.
Значи, апсолутно. Сигурно. Колку и да не гласале овие луѓе од шарена револуција, претходни структури и така натаму кои што биле граѓански, сепак има некаков додаток на таа на бројот на СДСМ гласачи. Сега ќе ја имаме гола партијата, разголена. Толку. Со тенденција дека гласачкото тело ќе се префрала дополнително кај знам, затоа што ќе гледа победници од оваа страна, еден куп клиентелисти и така натаму. И сега тој гол резултат на СДСМ ќе биде, ако има дополнителна тенденција да се бойкотира, значи тоа ќе биде катастрофа. И затоа мислам дека не е реална бројката ниту од 25-6 претеници. Дека е многу пореална бројката од 20 до 22-3 претеници. Тоа го живеа на овие избори пак ќе А пазите, Дуи пропагира дека се бори за бројка од 20 до 23 претеници. Можете да замислите на што е сведено СДСМ, затоа што сега нели Дуи вели ќе максимизираме во вториот круг и се бориме да стигнеме до 23 претеници. Не, сега Исто, и тоа е нереално, меѓутоа нормално вие морате да опатувате пораки во политиката дека ќе доминирате. Дуи ќе биде тогаш доминантната опозиција во Македонија, замислете, ако се сведат бројките на исто ниво помеѓу СДСМ и Дуи. Е страшно. Тоа би било страшно. Но видете сега, да бидеме објективни, албански глас покаже Дуи дека освои тек таму по некој глас надвор од албанските етнички средини преку таа нивна коалиција. Тие во Шуто Оризари победи Дуи, сега да бидеме. Да, ама некако не влезе. Видете, значи гласовите Дуи ги доби. Не влезе кај турците. Не влезе кај бошњаците. Гласовите Дуи ги Дури доби. кај ромите не влезе. Не. Влезе. Шуто Оризари има албанци многу. Шуто Оризари Значи вака. Од има многу прилика албанци. околу 10.000 имаат добиено од таа коалиција. Да. И имаат добиено околу 10-15.000 од Зиедин села. Добро. Што е сериозно, затоа што Дуи се проценуваше, односно можноста Бујар Османи да освои 120.000 гласови, значи тоа оддалеку не беше можно пред да ги направат овие Види коалиции, сега, особено со преодот на Зиедин села. Дуи беше тешка некаде 90-95.000 гласа и сега добија дополнителен буст со овие две структури. Ако се види поразот, ако се видат резултатите во Тетово, во Гостивар, во Струга, значи секаде Дуи оствари резултати неочекувани претходно за албанската опозиција. И причините за тоа се велам, значи поделбата на Алијанса за албанците, за кој што многумина аналитичари во јавноста сметаа дека сепак тие се опозицијски настроени ќе поминат сите кај таравари. Се покажа дека не е така. Се покажа дека клиентелизмот кај албанците е на високо ниво. И знаеш е најсмешно. Значи не национализам, туку класичен клиентелизам. Знаеш што е најсмешно? Кренер Лога и Зиедин села славеа најмногу затоа што Бујар Османи го победил таравари, а до завчера, знаеш, а до завчера беа во иста партија, мислам, оние провокацијни што беа кај Мавровка ги водеше бившето крило на Алијанса, мислам, лудило е. Значи проблемот со албанската опозиција која и зошто има се уште, јас одамна тврдам дека проблемот кај нив е дека луѓето, сега не зборувам сите луѓе, но една, да речеме, граѓанска, урбана структура на албанци, се уште во нив не препознаваат автентично опозиционо делување. Зошто? Затоа што прво сите биле дел од власта. Сите бацувале рака кај Али Ахмети да бидат дел од владата на СДСМ претходно. Нема ни еден кој не бил. По два пати, некој по два пати дури, излегува и влегува и во владата. И во таа смисла, дали, значи, граѓаните едноставно не препознаваат сериозна, прво ја не знам, не ја следев многу кампањата на Таравари затоа што е сепак на албански јазик, но она што го гледав од медиумите, иако им беше симпатичен и така натаму, во Таравари таа е структура нивна на 4 партии не препознаа некаков лидер во смисла на тоа дека ќе му дадат сега гласови за председателски кандидат. Нешто, да. Молам? Као мрежа е нешто. Тоа е повеќе како мрежа. Тоа е, знаеш што е зборот за тоа го нема у партиски. У партија имаш коалиција, нели? И имаш една партија си настапува. Ова не е ни коалиција, ни една партија си настапува, ова е она што во државите е конфедерација. Да. Значи, Да. што само по себе е еден тотално, знаеш што може да се деси со албанска опозиција? Може
утре, не знам, да освојат 15 пратеници секоја партија од нив, од тие 15 пратеници, што тоа е? Некои тројца, некои 5, некои 4 и така така и натаму. сите после да се разделат Да. и тројца да им излезат Затоа- независни и двајца удуи да им пребега. Затоа мислам дека Реално тоа може пораката да што се ја случи. упати Мицкоски. Пораката што ја упати Мицкоски дека нели разговарал со Таравари дека им Јасно посакува беше среќа тоа, да. и успех. Таа порака меѓу другото е упатена до гласачите албанци во оваа смисла И до дека тие луѓе коалицијата, дека не, дека тие луѓе ќе бидат дел од владата. Дека нема дуи. Без оглед дуи што мисли дека ете 20 претенции ќе освоиш. Мислам дека е тоа малку и нереално. Без оглед што тие сметаат дека се нели победници, најголемиот дел од победата тие ја должат, велам повторно, на корупција, клиентелизам. Вчера разговарав со еден пријател, колега албанец кој што е аналитичар, му велам добро, нели кај албанците тоа чувство за не зборувам сега за националните и националистичките чувства, туку зборувам и патриотски некакви, проалбански, туку зборувам за чувства за борба против организиран криминал, корупција и така натаму. Вели да, кај граѓанската елита тоа е преовладува. Меѓутоа, знаете дека мнозинството албанци се сиромашни. Мнозинството албанци зависат од дојката на дуи. Да. У смисла на Да. тоа дека обезбедува лепи и така натаму. Мнозинството албанци на ситен начин се корумпирани за било каква услугичка на терена. Дуи создаде еден монструм, еден левијатан во државата, една држава во смисла на тоа дека тие делат од работни места и тоа не е. Значи, вие имате сигурност дека ќе добиете некакво работно место ако сте во Дуи. Затоа што 20 години е на власт. И затоа што таа партија ги има и институциите. сите полуки. Ама институциите ги има барабар со македонците Така е, на така е, нели така е. 50-50%. Така. Во лукративни места, бизнисчиња, може да ви среди за не знам дали да ви се легализира земјиште нивата, може да ви среди некаков проблем на терен. И тоа оваа структура го нема. И оваа порака, ова ми беше само идејата дека пораката што ја упати Мицкоски е фактички од една страна и до тие клиентелисти условно речено, ако ја поддржите опозицијата, овие ќе бидат власт. Дуи нема да биде више. Заврши приказната на Дуи. И тоа може од една страна да придонесе за тие луѓе да се охрабрат и повеќе да гласат за тие структури. Од друга страна има некои националисти што велат па не е добро да се упатува порака од Мицкоски, кој што е исто така нели македонски патриот, за албанците кои што треба да гласаат, а во суштина тие се определуваат за некаква албанска национална кауза. Така. И дека ќе треба да има кавга сега помеѓу едните и другите за да има гласови. Зоран Во што јас Димитров верувам. и Жоро, ти благодарам за твоето гостување. Поминавме 1 час и 10 минути веќе. Повеќе се реклами во меѓувреме. Не, па добро, беа 7-8 минути реклами, 50 и сигурно 59 минути, 58. Имаме ќе видиме на крај на YouTube колка ќе. Сега ќе ослободиме, знаеме дека си во кампања, кај си денеска? Денес имам мислам кавадарци. Во твојот крај. Да ми го поздравиш револуционерното Кавадарци. Што не е баш револуционерно периодов. Сега стануваме од најуспешен град во државата, економски, Кавадарци станува гастарбајтерски град. И тоа е многу чуден феномен. И знаете зашто? Ова е многу интересно. Нели порано сиромашните се селеа, сега се селат луѓе кои доаѓаат од град кој беше релативно економски еден од најдобрите во државата. Втор во државата по придонес во БДП, знаеш зашто се селат? Затоа што кога луѓе ќе се навикнат на добар животен стандард и гледаат дека овде не може веќе да се издржи, одат и бараат на друго место. Тоа се да го луѓе добијат. навикнати на таков живот. Точно, да, и тоа он е. вика, окей, не можам овде да си го дозволам, така си го дозволам у Германија. Знаеш? И тоа е многу интересно. Ете, таму има сега нели успешен и добар градоначелник, меѓутоа очигледно некои политики зборуваме за државни. економијата, не зборуваме за- во делот, меѓутоа во делот на економијата очигледно се потребни државни политики пред се во земјоделието, наоѓање пазари, таму се многу ископачени лози, а едно друго, нели, тие работи треба да се вратат во некаква нормала. Субвенции, целиот систем. Македонија е испустена. Посебно дополнително е испустена со владењето на СДСМ и ДУИ.
Испустена е Македонија, најиспустени се деловите од Македонија каде што зборувам за Источна Македонија, зборувам за Јужна Македонија, најплодната земја, најубавите места, најтоплиот народ, најмалку внимание се посветува на тие луѓе и кога ќе ја видите мапа вака како сегде е црвено, односно сегде победува Силјановска во тие региони, мислам дека ќе сватите и зошто е тоа така. Но очигледно луѓето бараат некаква надеж на промени на подобро и се надевам дека новата влада на ВМРО ДПМН е влен и знам ќе им го овозможи тоа. Ти благодарам многу, почитувани слушатели, останете со нашата фреквенција.